и не знам со какви светли примери да ги превоспитате. Не. Премиер Мицковски, министр Тошковски, директор на АНБ. Значи, најпријателски ви кажувам. Ова е она што ви го зборам месеци и година, две наназад. Ке дојде момент кога шакалите ќе се здружат заедно да тргнат против вас како власт и против нас како народ. Против македонците. Ова е тој момент. Честе што го заслуживте. Честе. Значи, они сите мораа да се здружат, да тргнат против вас и против нас, за да не победат, за да не уништат. Тоа е голема чест. Со тоа вие, како партија, како власт, како премиер, покажавте дека сте биле непоколебливи, цврсти за многу работи кои што се однесуваат до македонските национални интереси. Затоа се здружија шакалите. Тоа е показател, тоа ви го најавив пред 2 години, кога ви реков и пред 1 година, и пред година и пол, пред 2 години, неколку пати сум го зборел, кога ви реков, се држите ли цврсто на националните интереси, од нас ќе добиете максимална поддршка и браво како народ, но треба да бидете свесни дека ќе се изложите на невиден удар. Кој што доаѓа од внатре, од внатрешните непријатели, од соседни држави и од Европската унија како нивни сестрам поддржува, затоа што нормално Европската унија од дното на душата, од дното на својата логика, администраторска, фашизоидна, мрази државници, водачи, држави, особено мали како што е Македонија, кои што држат до некое достоинство и до некаков суверенитет. Ова е добро. Ова е добро. Ова многу кажува. Кажува нешто многу поспротивно отколку што кажува Филипче на разни пресови. За тоа дека Мицковски е предавник, затоа што, не знам, народот немал да јаде, живеел тешко. Санким Филипче, кој беше министер у короната и кој беше не знам кој премиер, дали Заев, дали Ковачевски, дали овој, дали оној, тогаш меди млеко имаше. Можевме да си дозволиме. Тогаш джебоите ни се прелева од пари, кога ние баа мајката во короната. И со цени, и со инфлација, и со све. Вие сте, значи, на добар пат. Кога успеавте да ги сплотите овие шакали, душмани на Македонија, против вас и против нас, како народ. Сега, многу е важно шо понатаму, да се вратам на главното. Вие, овие шакали, не можете да ги превоспитате, ниту да ги предомислите. Тие се доследни, цврсти во своите намери, да ја поделат Македонија. Така што ќе оддонесат СДС на власт, таков никаков, растурен, изопачен, а тој да ја заврши полесно работата административно, да не мора другачие да се активираат и ангажираат други методи, други групации, сили, за да се разнебити држава. Значи, веројатно вие ги разбирате, ги знаете истите работи, јас што ги зборам малце глупо се ја сосеќам, пак ќе кажам од позиција на глумец, ви кажам некои работи што треба да ги направите, ја у политика никогаш не сум бил. Но ајде, секојаш ја губам мислата. Значи, вие нив нема да ги превоспитате. Што треба да направите? Додека е време. Прва работа. Ова ви го кажам многу отворено.
Без разлика што сега тука има некои други констелации, интереси, Америка се занимава со некои други проблеми што ги направи по светов, но тоа е истовремено и опасност, затоа што Европската унија е евнух, обезмуден, без ташаци. И она нема да може да се справи со одредена дестабилизација ако се случи на Балканот. Американците веројатно ако го намирисат тоа ќе пробаат да ја спречат, но тоа никој не може да го гарантира, пошто американците многу нешто можеле да спречат на Балканот, никош не ги спречиле. Знаете како? Остајле да се исколат и после дошле на крај, откако европската дипломатија со своите евнуси нема да успее да ја смири работата, влагаат американците со нивната булдожер дипломатија, одма решаваат ти тамо, ти ова ќе преш, ти ова. Ај сега сите на работа. Така било секогаш на Балканот. Секогаш, барем ја отко памтам последниве 35 години. Сакам да ви кажам, прва работа. Ке цитирам една изјава на Јосип Броз Тито. Живејте како да 100 години ќе биде мир. Подготвувајте се како да утре ќе почне војна. Бидете максимално агилни, накострешени, спремни, дека она што привремено се затвори во 2001 со фамозниот Охридски договор, дека тоа не е завршена работа, како што се покажува денес. Оти никаде во Охридскиот не пишува бинационална држава. Никаде не пишува службен јазик албанскиот. Ама денес они бараат проширување, анекси на Охридскиот договор, што е нормално. Кога ќе го дадеш гзот, еднаш, ќе ти го побараат втор пут, па трет пут, како бугарите што прават, како грците. Видоа го дадовме гзот еднаш на грците, Филипче, ова на вас се однесо апропо колку е корисен преспанскиот договор и колку тој го заштитил македонскиот идентитет. Само му покажавте на бугаринот, у тоа време на Бојко, дека сте спремни да го дадате гзот. Па они одма ви го побараа. Мислам, се извинувам ако ова пак звучи, како го речко тоа, како е тоа, овој која го заборев се зборот, која мрази жени. Ајде, го заборев зборот. Пичку матан, бил. Да му евеш мата. 100 пати вчера го употребив, кој се обраќав на ова инквизиторкава нивна. Го заборев зборот. Значи, толку сум ја тоа што она ме нарече. Нема вез. Што сега да кажам? Значи, они сега бараат нормално, си бараат анекс, проширување. Пошто ти еднаш си направил отстапка огромна, си направил после тоа уште 6 други отстапки за други работи, со други држави. Нормално ќе ти бара, ќе ти земе цела рака, како беше он. Дај му ти прст, он ти ја зима цела рака. Тоа се нашите внатрешни пријатели, непријатели, комши, сонародници, како сакате кажете. Затоа бидете спремни. Они се спремни да направат се. Немојте да спиете на тоа уво дека тука веќе нема да се случи ништо, нема. Да, сите го викаме тоа. Американците милиарди вложија за да го смират регионов. Сигурно нема да сакаат некои таму албанци пак да го запалат буре во барут. Но, баш заради тоа што Балканот е буре барут, има и краток фитиль плюс. Значи, тоа е првата работа, што треба
максимално да сте агилни, будни, предострожни. У 4 очи, у 6 очи, пошто веќе тука не можеш да знаеш ни на кого да му веруваш, ни кого да не му веруваш. Гледаме како истекуваат информации од кај председателката тоа. Врие шпиони и кодоши и внатрешни непријатели од држава. Што се напикани по, ете, видовме у кабинетот на председателката и не знам каде и по државни институции вамо и тамо. Врие, спијачи, кои што сега се активираат. Не случајно и тој сега скандал излезе со истекна информации од кабинетот на председателката во странски држави. Класифицирани. Не е случајно. Тргна лавината. Тргна чопорот. Шакали. Тргна пак на нас, на власта, на државата. Мобилност, предострожност, кревање на степен на, како се вика тоа, безбедносен степен на тревога, за еден степен погоре. Прва работа, втора работа. Пак ќе се вратам, 100 пати го овој. С оглед на тоа дека овие не можете да ги превоспитате сите што ги наброев. Од Селаки, Мехмети, така наречени студенти албански, што не знам, навивачки групи, шверцери, мерцери, не знам Филипче, Милипче, не знам петоколонаши, бугараши у Македонија, не знам. И да ги преоспитате, нема. Со реторичко делување, трибунско, сугерирање, молење, ве молиме, ајде, сакаме соживот, повелете, Бујрум, дајте, мирно. Тие се веќе наапани да одат до крај. И затоа што треба да направите? Луѓе, премиере, Министерство за внатрешни, Тошковски, АНБ, мора да се одважите. Доаѓа до тој одлучувачки момент, или ќе покажете цврстина, дека сте спремни да направите држава у која што ќе се почитува уставно законите, или ќе им пратите порака на оние горе, дека немате кичма. Ова е тој момент. Апропо моментов, мора да делувате одлучно. Одлучно. Храбро, решително, одлучно, одважно. Се што потикнува или секој што потикнува на редефинирање на државата, менување на устав по насилен пат или со притисок закани уцени, секој што поддржува, пропагира агенди непријателски, шовинистички на странска држава соседна кон нас, или, појма немам, протоколи од курсе тресе у ладна вода, дали биле француски, дали биле не знам какви, а сите знаеме кој стои за тој протокол. Сите тие непријатели од лидери на опозиција кои што секој дневно се ставаат во положение субмисивно, подчинувачко положение или положба или поза во однос на друга странска држава, со што ја компромитира, ја осрамотува нашата држава, со чие што делување нашата држава ја доведува во потчената состојба во однос на соседната, чија што тој е продолжена рака, како во случајот Филипче. Сите тие треба да ги поапсите на време и да покажете на тие горе дека не сте мекотели, дека не сме мекотели, дека имаме кичма и дека сме спремни оваа држава да ја направиме по наша собствена замисла, а не како што ја замислуваа балканските крокодили во соседството, нашите внатрешни непријатели во содейство со
кастрираните европски администратори, референти, службеници, функционери на таа фашизоидна супердржава наречена Европска унија. Мислам дека не зборам како лудак. Мислам дека не зборам на кинески. Мислам дека повеќето од луѓето, од македонците кои го слушаат ова моје обраќање, многу добро разбираат за што зборам. Јас сум сигурен дека огромен процент од нив се слагаат со ова. Дека чукна часот кога треба да ги покажете забите, наострени, спремни да укасаат. Извинете, вака што ви кажувам, не сум може повикан, може сум никој и ништо. Еден сосем обичен артист, што би рекол Кили. Еден мал обичен артист или кава. Не е битно. Но ви го кажувам ова, за ваше и наше добро. Мора да треснете со раката на маса и да кажете, ова е сега доста. Тоа што треба поапси, као поединец што работи против уставниот поредок, кој што работи на рушење на уставниот поредок на Македонија, а останатото што делува во група, као одредени навијачки групи, имате право да ги забраните, да им го забраните нивниот пристап на македонските спортски терени, дали биле сала, ракометни, кошаркашки, фудбалски, како сакате. Значи имате право. А нормално поттикнувачите на тие нивни инциденти, насочени против оваа држава и против македонскиот народ, можете веднаш да ги поапсите после тоа. Па од нив, за време на истрагата да дознаете и кои све други го поттикнувале тоа нивно поведение и зошто го правеле тоа. И овие на фудбалските терени, и овие кои што ги поттикнувале да го прават тоа. Така кажува моето искуство. Така кажува моето знаење, моите спекулации, мојата интуиција. Искрено не верувам дека сум многу далеко од вистината. За ова што го кажувам и за она што треба да направите што поскоро. Без милост. Без милост. Па после они нека се бранат. Нека си викаат тимови на адвокати, нека ги бранат у судница, нека ова, нека она. Ама мора тие закони, зашо постојат тие член, тој 308 уставот, зашо постои, тој како се викаше другиот 281, поима нема. Зашто постојат? Дека треба да се почитуваат. Ако некој не ги почитува, треба да кривично да одговара за непочитување или кршење. Многу е просто. Не реагираме. Не може веќе да не реагираме. Нереагирањето не донесе до овде. Замижувањето не донесе до оваа ситуација. Да секоја шуша внатре и во соседството да се спрдачи со нас. Да се подсмева со нас. Како тој фашистот Џамбаски и останати, кои што се тука негови продолжени раце. Моето го кажав, како и толку пати до сега, овој пат само по-конкретно и некако сублимирано. А ваше е дали воопшто ова моje видео ќе стигне до вас, и ако стигне, дали ќе има некаков ефект овие сугестии што ги кажам. Имајте убав ден, чао.